Само во ова видео како да го откриеш својот потенцијал, страст и идна професија. Кога ќе ги прашаш луѓето на Балканот како наоѓаат работа и што ќе прават откако ќе завршат школа, некои ќе речат имам добро позициониран роднина или некој во партија, па ќе добием нешто некаде преку врски. Друг пократок пат за некој е влегување во криминал, шверц, измама, но и ризикот се да заврши во секој момент и трагично. А некои можеби едноставно не сакаат да работат и тоа прашање го решаваат со квалитетен брак. Меѓутоа, дали во твојот единствен живот тоа носи вистинска среќа, задоволство и користење на целиот твој потенцијал? %46% од тинејџерите сметаат дека среќата на работа е поважна од високата плата, а поддршката за менталното здравје е клучна тема. Со други зборови, твојата генерација Z дава приоритет на смислата, целта и среќата на работата, наместо само на високата плата. Можеби баш затоа некои велат: но дали страста е единствено важна и доволна? Јапонскиот модел Икигај можеби ни дава сликовит одговор. Суштината на Икигај е да се најде баланс меѓу 4 работи. Прво, она што го сакаш, страста. Под 2, она во што си добар, односно талентот и вештините. Под 3, она што му треба на светот, допринос. И под 4, она за што можеш да бидеш платен професијата. Икигај е местото каде што се преклопуваат овие 4 сфери. Тоа е смислата што ти дава мотивација да станеш наутро и да работиш нешто што те исполнува, но има вредност и за тебе и за другите. Како да откриеш што навистина те интересира? Еве конкретни чекори. Под 1, истражувај, волонтирај, оди на пракси, проекти, семинари, курсеви, дури и патувања. Пробај нови хобија. Само кога ќе пробаш ќе знаеш што ти кликнува и каде ти изигрува срцето. Под 2, само рефлексија. Постави си прашање: што би работел и да не ми плаќа никој? О што ми велат луѓето дека сум добар? Кои теми ме фасцинираат толку што заборавам на времето? Под 3, кариерно советување. Зборувај со кариерен советник, училишен психолог или направи онлайн тестови за личност и кариера. Ќе ти покажат во кои области природно блескаш. Под 4, следи го пазарот на труд. Светот брзо се менува, некои занимања исчезнуваат, нови се појавуваат. Сетете се само дека вештачката интелигенција и ChatGPT не постоја до пред неколку години. Следи Star.study, портали, подкасти, сајми за работа, Starfest, денови на отворени врати на факултетите, job fairs и слично. Запознавај луѓе од струката. Кога ќе го намалиш својот избор, разговарај со луѓето кои тоа веќе го работат. Например, сакаш IT, оди на IT Meetup конференција или пак на некој хакатон, види индустријата од прва рака. Експериментирај. Првата идеја ретко е конечна. Ворете да го смениш правецот кога подобро ќе се запознаеш себе си и пазарот, и тоа ќе ти се случува низ животот. Да заклучиме, важно е прво да се запознаеш себе си, потоа да поставиш цели и да ги одредиш чекорите, затоа што на крајот од тебе зависи дали ќе живееш живот како овие дани во првиот, вториот или третиот ред.